Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 10 од 19 проверени случаи непотребно биле на операција на срце, утврди стручната комисија на Министерството за здравство. Владата е стабилна, уверува Мицковски. Вреди најавува зголемување на мнозинството, Беџети тврди дека кривичната за него е притисок за да премине во редовите на власта. Предлог буџетот носи фискална консолидација, стабилност, раст и инвестиции за подобар животен стандард, тврди министерката за финансии. Опозицијата обвинува дека буџетот е потрошувачки наместо развоен. Неаргументирани и паушални напади, судството остро одговори на критиките од премиерот. Владата најави решение за финансиска независност до крајот на годината. Со ребаланс на буџетот, Орце Ѓоргиевски ќе ги спасува јавните предпријатија. Советниците пред одлука да забранат фрлање ѓубре од 22 навечер до 6 наутро. Масовен руски напад врз Киев, 6 загинати и над 20 повредени. Во овие вести во живо информираме за скандалозните информации од првичниот извештај на комисијата која работеше на проверка на сомнителните кардиолошки операции. Останете со нас. Скандалозни информации објави стручната комисија на Министерството за здравство. Во повеќе од половина од пријавените случаи потврдија дека пациентите биле на операција на срце без потреба. Деталите ги има колешката Сања Димитровска. Имаме во живо во овие вести. Сања, овие информации кои што беа објавени утрово веќе внесоа вознемиреност во јавноста. За што точно станува збор и се знаели каде биле вршени овие интервенции? Токму така, по утринската пресконференција во влада, веќе на социјалните мрежи има бројни коментари околу овие кардиолошки случаи, односно без потреба правени операции. Она што е заклучокот на интерната комисија е тие велат неправилно упатувани и неправилно оперирани, а оваа интерна комисија беше формирана од Министерството за здравство, откако летово интервентниот кардиолог Сашко Кедев кажа дека во приватни болници без потреба внесувале пациенти во сала, иако немале потреба од стентирање, ниту пак операции, тоа само за профит. До комисијата имало стигнато 25 случаи, тие 6 веднаш ги отфрлиле, односно ги доставиле до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи не биле надлежни во тој сегмент. Од останатите 19 кои што ги разгледувале, повеќе од половината или 10 според правичните проценки на комисијата, се пациенти кај кои што без потреба биле правени операции. Меѓутоа, како што кажа и од комисијата и министерот за здравство, ова било само прелиминарен извештај на интерната комисија, бидејќи сега ги чекаат и тројцата експерти од странство, кои што исто така треба да направат анализа на овие случаи. Меѓутоа, исто така интерната комисија, освен на разгледувањето на овие случаи, сега ќе оди и во приватни и во јавни здравствени установи, каде рандом ќе проверуваат кардиохирушки интервенции. Тоа значи и според интерната комисија и според министерот во овој момент не било ниту етички, ниту правно издржано да кажуваат каде биле правени овие операции без потреба на пациенти, кои лекари, кој се бил инволвиран. Меѓутоа, од опозицијската СДСМ остро реагираат на оваа пресконференција и на овие изјави кои што дојдоа од министерот за здравство и од интерната комисија. Тие велат дека доколку не ги соопштат имињата и на институциите и на лекарите кои што биле инволвирани, се фрла сомнеж врз сите здравствени работници кои што работат во здравствениот сектор. Повеќе детали за овој случај гледаме во прилогот што го подготвивме. 10 пациенти, мислејќи дека се во живото загрозувачка состојба, без потреба биле оперирани и третирани. Ова е правичната оценка на интерната комисија формирана од Министерството за здравство, која анализираше случаи на кардиохирушки интервенции доставени до нив од поединци и болници. По 3 месеци од објавата на интервентниот кардиолог Сашко Кедев, дека во приватни установи во сала внесуваат луѓе без потреба од стентирање и операција за профит, комисијата излезе во јавност со досега сработеното. Од досегашните пријавени случаи, ние заклучивме дека за поголемиот број од нив имаме неправилно упатени и неправилно оперирани пациенти. Кога ќе завршиме со се, ќе побараме
комплетен увид во медицинската документација која што подразбира уште малку подлабоко навлегување во проблематиката за секој поединечен проблематичен случај. Тоа значи е првично на основа на што можеме сега да изработиме и заради тоа излеговме пошто знаеме дека е голем интерес на јавност. Од интерната комисија вела дека во овој момент не е етички, коректно, ниту правно издржано да кажат за кои здравствени установи станува збор и каква била состојбата на пациентите. Следува и втората фаза со странските експерти. Втората фаза е заедничка работа, средба со тројца експерти надвор од нашата држава, која што при тоа, после завршувањето на анализите од страна на нашата стручна комисија и надворешната стручна комисија, исто така ќе имаме пресконференција со конечен извештај и ќе видиме дали ќе се утврдат тие истите 10 случаеви и од таа страна на таа комисија. Членовите на интерната комисија досега анализирале доставени случаи до нив. Во следниот период ќе прават анализи на лица место во државни и приватни установи каде третираат кардиоваскуларна патологија. Во комисијата има членови и на Фондот за здравствено осигурување. Во основа ќе ги добиеме извештаите назад и ќе направиме дополнителна контрола на тие извештаи. Ја веќе спомнав дека во два сектори каде што работиме со приватни обезбедувачи, диализа и кардиохирургија, многу брзо ќе имаме воспоставено и критериуми за контрола на квалитетот, не само на квантитетот на услугите. И додека министерот за здравство вели дека извештајот не е конечен, од СДСМ реагираат и бараат објавување на имињата на сите инволвирани. Објавување на клиниките кои се вклучени во процесот. Објавување на сите поединци кои носеле одлуки за операциите, комисии, конзилиуми, лекари, управители. Активирање на јавното обвинителство, ДКСК и финансиската полиција, бидејќи постојат сериозни индиции за коруптивна вертикала, за недозволено упатување на пациенти и за незаконско профитирање. Интерната комисија разгледувала 25 случаи, од кои 6 ги препратиле до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи не биле надлежни за тоа. Сања Димитровска, Сител телевизија. Владата е стабилна, уверува Мицковски. Преди најавува зголемување на мнозинството, Беџети тврди дека кривичната за него е притисок за да премине во редовите на власта. Предлог буџетот носи фискална консолидација, стабилност, раст и инвестиции за подобар животен стандард, тврди министерката за финансии. Опозицијата обвинува дека буџетот е потрошувачки наместо развоен. Премиерот Мицковски вели дека владата е стабилна, а партнерите работат на пополнување на испразнетите места по изборите. За разлика од него, од Вреди велат дека мнозинството ќе расте по изборите во 4 општини во кои немаше цензус во јануари. Блерин Беџети од ДУИ пак обвинува дека кривичната пријава за него била директен притисок да премине во редовите на власта. Владината коалиција е стабилна и наместо политиканство време е за работа, вели премиерот Мицковски по најавите дека паралелно со реконструкцијата на владиниот кабинет се водат и разговори за зголемување на парламентарното мнозинство. Владата е стабилна, убедливата победа на локалните избори покажа дека оваа влада има јасна и недвосмислена поддршка. Носечки столб во таа влада е ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ја предводи. Време за политика и политиканство заврши, да ги засукаме ракавите да работиме, не чекам многу работи пред нас. Не би можел ништо да споделам додека не биде, ништо не е готово додека не е готово. Албанскиот коалиционен партнер пак јавно тврди дека по изборите во 4 општини во јануари ќе порасне парламентарното мнозинство и пратеничката група на Вреди. Пратеникот Азизи за Сител не открива имиња, но потврди дека се водат интензивни разговори со пратеници кои се разочарани од политиките на Наи и Ахмети. Можам да потврдам дека имаме контакти и разговори со пратеници кои што се моментално дел од опозицијската коалиција. Повеќе опозицијски пратеници ја прочитаа пораката на граѓаните на локалните избори и се спремни да ги поддржат политиките на развојот и промената. Верувам дека во наредниот период имаме подетални и официјални информации за конкретни имиња. И додека Вреди најавува политичко укрупнување, пратеникот на Наи Блерин Беџети, против кого е поднесена и кривична пријава, директно го обвини премиерот Мицковски за политички притисок врз него како пратеник, за да се зголеми парламентарното мнозинство. Таа е дел од организирана хајка, режирана од власта и директно од премиерот Мицковски, со јасна цел да се врши притисок врз мене како пратеник за да се зголеми мнозинството во парламентот.
Денес јавно им порачувам дека ниту јас, ниту било кој друг од пратениците на Демократската унија за интеграција не се плаши и нема да му попушти пред притисоците на власта. Конкретни чекори околу евентуално зголемување на мнозинството се најавуваат по владината реконструкција и спроведувањето на изборите во општините, каде не беше постигнат потребниот цензус. А конечниот извештај за локалните избори од ДИК веќе е пристигнат во парламентот, потврди од кабинетот на Гаши. Според тоа, тој ќе ги распише изборите за 4 општини како тие би се одржале во законски предвидениот рок. Датумот 11 јануари, кој е една од опциите за одржување на изборите, е прифатлива и за премиерот. Ивана Соколович, најдела, Сител телевизија. Во Собраниската комисија денеска стартуваше расправата за предлог буџетот на владата за следната година. Министерката за финансии, презентирајќи ги плановите на владата, посочи дека со предлогот се предвидува фискална консолидација, стабилност, раст и инвестиции за подобар животен стандард на граѓаните. Од друга страна, опозицијата обвини дека буџетот е потрошувачки наместо развоен, а владата ги сокрила податоците за јавниот долг. Реален буџет кој ќе донесе стабилност, но и економски раст, предвидливо и одговорно управување со јавните финансии, строга фискална дисциплина за да се направи консолидација. Вака министерката за финансии Димитриовска Кочовска го опиша новиот буџет за 2026 пред пратениците. Во собранието почна расправата за најголемиот финансиски документ во државата. Според предлогот, државната каса до година ќе тежи рекордни 6,7 милиарди евра, 150 милиони евра повеќе од оваа година. Се очекуваат приходи од 6,1 милиарда евра. Дефицитот е околу 600 милиони евра, односно 3,5%, што е половина процент повеќе од законскиот лимит. Очекувањата се идната година економијата да порасне за 3,8%, а инфлацијата да се стабилизира на 2,5%. Во буџетот предвидени се 7% повеќе пари за плати и околу 9,7% повеќе пари за пензии. Се очекува раст на вработеноста и зголемување на просечната нето плата од 6,5%. Ова ќе биде како резултат на отварање нови производствени капацитети, проширување на постојните, како и на активните мерки и програми за вработување што владата ги спроведува. Вкупно гледано, проекциите за 2026 година укажуваат на континуитет на економската стабилност и раст, заоснован на одговорни фискални политики, инвестиции во инфраструктура и човечки капитал, како и поттикнување на продуктивноста и конкурентноста на домашната економија. За финансирање на буџетскиот дефицит и редовните отплати предвидено е задолжување на домашен пазар од 35,6 милиарди денари преку државни харти од вредност и домашни заеми. Странското задолжување е планирано во износ од 85 милиарди денари. За опозицијската СДСМ буџетот пак воопшто не е реален, бидејќи приходите од даноците во буџетот не се движат според планираното. Капиталните расходи паѓаат, а според нив јавниот долг не е прикажан целосно. Задржувањето на дефицитот на 3,5% не може да зборува за макроекономски неутрален избор. Тоа значи нов долг и тоа значи значаен долг од проектираните 214,1 милиарда даночни приходи, наместо да завршат во училници, операциони сали, лаборатории, патишта, железници, тие ќе исчезнат во јазот на дефицитот и во каматите. Дополнително предлог буџетот отворено признава дека јавниот долг во 2026 ќе оди над 62% од бруто домашниот производ. И за опозицијската ДУИ буџетот троши повеќе непродуктивно отколку инвестициски. За интегративците проблем е што имало помалку пари за правична застапеност, но и помалку пари, како што рекоа, за албанските региони. Фискалниот совет како експертско тело пак вели проекциите за раст и стабилизирање на инфлацијата се прилично реални, сепак со забелешки за јавниот долг. Проекциите на Европската комисија се за растот од 3,1%, Светска банка дури проектира на 2,7%, доста конзервативно. Као што знаете, ние проектираме, односно Министерство финансии проектира раст од 3,8%, што сметаме дека е малку оптимистички, но е добро да има влевање на оптимизам. Поред таа евиденција треба да бидат внесени и обврските од СПО системот, кој што кај нас изнесуваат околу 700 милиони евра. Тоа значи се втасани обврски кои што не се уште платени. А тоа е реален јавен долг.
Комисиската расправа за буџетот трае 10 дена, од кои најмногу 4 за општ претрес и уште 6 дена за амандмани. Според најавите на председателот на собрание, тогаш и се очекува седницата за конечно носење на буџетот да се одржи под 9 декември. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии со писмен допис остро одговорија на нападите од премиерот. Велат дека неговите обвинувања се неаргументирани и паушални. Мицковски пак вели дека се разгледуваат искуствата на европски земји и до крајот на годината најави решение кое ќе обезбеди финансиска независност, но и најавува целосна контрола за трошењето на народните пари. Судиите се спротивставија на критиките од премиерот Мицковски. Во заедничко соопштение на Судскиот совет, Врховниот суд и Сдруженијето на судии пишуваат дека е помината границата на добро однесување. Обраќањето е упатено директно до Мицковски, па соопштението го почнуваат со фразата "Господине премиер". Веќе подолго време вашите коментари кои ги давате за судиите и судството ја преминаа границата на доброто однесување и преминаа во неаргументирани и паушални напади. Неаргументирана критика е покажување на намера ништо да не се превземе за подобрување на состојбите, туку се вкупната општествена апатија да се префрли како вина на судиите, пишува во заедничкото соопштение. Во него судиите наведуваат дека преку наплата на паушали и парични казни, тие редовно го полнат државниот буџет, па не може да се виновни за државниот долг од 2 милиарди евра, заради кој Мицковски кажа дека нема да се зголеми буџетот за правосудството. Долгот, велат, бил последица на постојаното задолжување на извршната власт во минатото и сега. Државниот обвинител денеска лично од собранието побара зголемување на финансиите. На почеток од расправата за буџетот повтори дека наместо 0,2 треба да ги добијат законски предвидените 0,4% од државниот буџет. Се намалувал бројот на службеници, а не се дозволувале нови вработувања. Поскапувале и вештачењата. Тука не станува збор за средства за некакво покачување на плати, ниту за јавните обвинители, ниту за јавните обвинителски службеници. Во предлог буџетот, планираните издвојувања за плати се до денар исти како и оваа година. Премиерот Мицковски вети дека ќе ги исполни барањата на судството и јавното обвинителство. Вели до крајот на годината ќе добијат финансиската независност и можноста сами да одлучуваат за вработувањата и висината на платите, ама дополнително ќе се утврдувало колкав процент ќе добијат од државниот буџет. Им порача дека ќе се следат сите трошоци, а одлуката очекува да ја поздрави и Брисел. Бараат финансиска независност ќе добијат во рамките на тој процент што е во Европската унија. Не можеме ние да бараме 0,8-1-2%, а да речеме многу поразвиени земји 0,2, 0,3, 0,4%. Да не излезе дека сега поише трошиме од тоа што тие го бараат. Но ќе го добијат. Јас ви ветувам дека ќе го добијат. Ајде да видиме дали тогаш ќе ни се случува неправда како што сега се случува. Мицковски не го коментираше писмото на судиите. Повика граѓаните да кажат дали се задоволни од правдата во Македонија. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Советниците во град Скопје пред малку донесоа забрана за граѓаните и фирмите, според која не смеат да фрлаат ѓубре во периодот од 22 часот навечер до 6 часот наутро. Претходно советниците го усвоија и ребалансот на буџетот. Мартин Арсов ги има деталите. Со 37 гласа за и по 1 против и воздржан, советниците ја прекроија градската каса. Според градоначалникот Ѓорѓиевски, со ребалансот се намалува дупката во буџетот за над 15 милиони евра. Ке има повеќе пари за капитални инвестиции, а се кратат сите непродуктивни трошоци. Предвидени се средства за реконструкција и изградба на улици, кружни текови, како и Клучката кај Момин поток. 70.000 евра ќе се потрошат за украсување и новогодишна прослава. Ѓорѓиевски уште еднаш повтори дека и градот и јавните предпријатија тонат во милионски долгови. Над 135 милиони евра е долгот на градот Скопје по однос на тековни долгови, по однос на кредити околу 80 милиони евра и по однос на извршни решенија кои што дополнително стигнуваат и ќе стигнуваат во градот Скопје, ќе треба да ги плаќаме. Од друга страна, јавните предпријатија се блиску 180 милиони евра кумулативно долг, или вкупно околу 300 милиони евра должиме градот и јавните предпријатија.
Ѓорѓиевски посочи дека наплатата на даноците е само 30%, со што е најлоша во историјата. Имавме веќе средба и со директорот на катастар, ќе направиме вкрстување на базата затоа што ние наплаќаме данок од 130.000 станови во Скопје, а има регистрирано според Заводот за статистика 260.000. Замислете тоа со години колку загуби се направени во градот Скопје. Ребалансот го поддржа и советниците на СДСМ, за како што велат да се откочи работата во јавните предпријатија. Свесни сме за итноста и неопходната потреба да се донесе овој ребаланс за да не се продолжи со блокадата на јавните предпријатија. Срамота е што Скопје беше оставено во заложништво во целиот период на изборниот период. Прво, градоначалниците на ВМРО, бидејќи дел од нив се истите од минатиот состав, туку и господинот Ѓорѓиевски како градоначалник поранеше на Кисела вода, не смееше да се дозволи градот да биде претворен буквално во ѓубре, да има глодари и затоа помпезно после тоа да се прави пиар. Советот го прифати предлогот на градот да се забрани домакинствата и фирмите да фрлаат ѓубре од 22 часот на вечер до 6 наутро. На тој начин контейнерите ќе се празнале поефикасно и немало да се создаваат депонии околу нив. Секој што ќе фрла ѓубре на вечер ќе биде казнет. Одлуката представува и правен основ кој му возможува на овластените инспектори, како и комуналните редари, да постапуваат против правни, односно физички лица, што нема да го почитуваат временскиот тајминг за одлагање на сметот, како и да бидат казнети согласно Закон за комунални дејности. За советничката група на Левица предлогот е скандалозен. Да се донесе ваква одлука со која што на граѓаните ќе им се ограничи кога можат да фрлаат ѓубре, кога не можат, а уште одозгора на тоа и да ги казнуваат, значи ова е невиден скандал. Значи не можете вината за нефункционалноста на комуналното јавно предпријатие да префрлате врз граѓаните. Ова е втора седница на новиот состав на Советот на град Скопје. Мартин Арсов, Сител телевизија. Работниците во земјава сметаат дека минималната плата треба да се зголеми од 600 до 700 евра, покажува анкетата што ја спроведе Сојузот на синдикати на Македонија на 11 и 12 овој месец на репрезентативен примерок од 1613 испитаници. На прашањето колку треба да изнесува минималната плата, од вкупниот број испитаници 45,2% одговориле дека минималната плата треба да се зголеми на 600 евра. 42% сметаат дека минималната плата треба да изнесува 700 евра, а 12,8% дека таа треба да изнесува 500 евра. Најголем дел, односно 99,5% од испитаниците, сметаат дека зголемувањето треба да се случи до крајот на годинава. Доколку не се зголеми минималната плата, 52,8% се подготвени да протестираат, а 47,2% да штрекуваат. Недостигот на кадар во Штипската клиничка болница ќе се потполнува со 18 нови вработувања. На неопределено време ќе бидат ангажирани лекари по општа медицина, фармацевти и медицински сестри, кои на последниот оглас за вработување распишан пред локалните избори покажале најдобри резултати. Недостигот од кадар во Штипската клиничка болница ќе се надомести со 18 нови вработувања. Се чека одлуката од ДИК дека локалните избори се завршени да биде објавена во службен весник, пошто ќе им бидат дадени решенијата. На неопределено време ќе бидат ангажирани лекари по општа медицина, фармацевти и медицински сестри, кои на последниот оглас за вработување распишан пред изборите покажале најдобри резултати. Постапката за избор е целосно завршена, информира првиот човек на болницата Владко Захариев. Периодот на интервју на одлука е донесен, периодот на жалби е поминат, значи се чека само завршување на периодот на избори за тие 18 лица што се избрани да потпишат договор. Покрај ова, во тек е постапката за нов оглас во Министерството за здравство и финансии за дополнителни 25 вработувања. Најголем дел ќе бидат технички персонал, болничари, хигиеничари и медицински сестри. Се очекува до крајот на годината да биде распишан уште еден конкурс, со што ќе се намали недостигот на кадар, кој се чувствува во речиси сите одделенија. Недостаток има во сите одделенија. Најкритично сега не би можел некој да издвоам. Критични се сите, но некако се справуваме со тој недостаток. И се надевам дека со реализацијата на овие огласи
26 ќе почнеме со веќе во подобра кондиција. Со години Штипската клиничка болница функционира со околу 20% помалку вработени од потребното, што го отежнува секојдневното функционирање на институцијата. Најкритично е на одделенијата за анестезиологија, очно и ортопедија. За Сител, Трајан Ристовски. Што предвиде владата во предлог буџетот за следната година? Зошто се кратат капиталните инвестиции и како ќе се постигне предвидениот економски раст? Што да очекуваат пензионерите, а што работниците? Како ќе продолжи издавањето на граѓански обврзници и до кога ќе траат проверките за злоупотреби со ИПАРД програмата? Во тема на денот со министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Во